Погледнете со какви лаги и манипулации се служат само за да дојдат на власт. Оливер Илиевски вели дека со тоа земјиште Димитриевски се стекнал со државното земјиште кога бил председател на Совет, а пак Лидија Тасевска кога Димитриевски бил градоначалник. Какви дезинформации од лица кои сакаат да им служат на граѓаните. Ова е злоупотреба и срамно. Прво, тоа не е државно земјиште, туку е приватно земјиште, купено од приватно лице, како и многу други купувачи во тоа време кои земале таков имот. Димитриевски ниту бил председател на Совет, ниту градоначалник. Го купил после неговиот работен ангажман во Ирак. Второ, за истото земјиште се водело постапка 9 години, а во тој момент Димитриевски немал ништо со политиката. Се вршат притисоци врз граѓаните на општина Куманово. Се вршат врз вработени во јавната администрација, во средните и во основните училишта, врз членови и симпатизери на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија. На нивните лажни конструкции дека сме ги злоупотребувале институциите во пресрет на локалните избори, излеговме со докази во јавноста дека централната власт и поединци од раководни позиции вршат злоупотреба на својата позиција. Испраќаат SMS пораки и вршат притисок на вработени во државните институции за да доставуваат списоци од 10 до 15 вработени, односно гласачи.